Почнуваме со вестите, почитувани гледачи, првата вест ни доаѓа од полицијата. Претходниот штипски градоначалник и поранешниот директор на јавното предпријатие Стипион заработија кривична пријава за продажбата и рушењето на објектите од градскиот базен, каде што треба да се гради аквапарк и спа центар. Захариев во писмената реакција до медиумите вели дека ова е уште едно лажно обвинение против него. Продажбата на земјиштето и рушењето на објекти околу Штипскиот градски базен им заработи кривични пријави на поранешниот градоначалник Елчо Захариев и на претходниот ВД директор на јавното предпријатие Стипион. СВР Штип против двајцата поднесе кривична пријава за сторени 4 кривични дела за злоупотреба на службената положба и овластување и 2 за несовесно работење. Според извештајот на СВР Штип, делата се сторени во периодот од октомври 2015 до јули 2016 година. Штетата која е направена изнесува околу 250.000 евра. Прво пријавениот, како градоначалник на општината Штип, противправно издал одобрение и наредба за отстранување на објекти околу градскиот базен Штип, како и продажба на истиот, без да добие согласност од Советот на општина Штип, а второ пријавениот несовесно постапил при спроведување на постапката на одобрението и наредбата за отстранување на објекти. Поранешниот градоначалник Захариев во писмената реакција вели дека ова е уште едно лажно обвинение, а целата постапка за спортско-рекреативниот центар Брегалница се одвивала законски. Продажбата на базенот и на останатите парцели се со одлука на Советот. Јавното предпријатие Стипион со одлука на Советот доби нови простории во Новакова чешма. Целата постапка за продажба и отстранување на објектите кои беа во руина е спроведена законски. Општината инкасираше околу 600.000 евра од продажбата на земјиштето. Ова е втора кривична пријава против Захариев. Првата му беше поднесена за време на изборната кампања. Денес се одбележува меѓународниот ден за подигање на свеста за аутизмот. Дефектолозите велат дека се поголем е бројот на аутистични дечиња. На денешниот меѓународен ден, родителите чии деца се штетеници на Центарот за аутизам не дозволуваат на вториот кат да се отвори мал групен дом, бидејќи нема да се задоволат потребите ниту на дечињата со аутизам, ниту пак на децата без родителска грижа. На меѓународниот ден на аутизмот, родителите на аутистични деца од Штип реагираат на идејата за отварање на мал групен дом на горниот кат од Центарот за аутизам. Тврдат дека нивните деца повеќе нема да ги носат во Центарот, доколку се реализира оваа идеја, бидејќи на овој начин нема да се задоволат потребите на децата со аутизам, но и на децата без родителска грижа. Нашиот став е дека секоја ванерива категорија треба да биде обезбедена, но не по секоја цена и не обезбедување за една категорија во згрбот на друга категорија. Овие деца се со многу голема сила. И родителите кои што имаат млади деца, за жал, еве и моментално не ги пуштаат во Центарот, а откако ќе се скрати поставот, тоа останува невозможно за младите деца. Неофицијално се поголем е револтот и на жителите од населбата Пребег и тие не сакаат во нивната околина да функционира мал групен дом. Сепак првиот човек на градот Благој Гочварски вели дека е премногу рано за вакви реакции. Пред се треба да видиме која ќе биде реконструкцијата, која ќе се случи, да видиме дали е тоа ќе биде доволно добро изработено за да можат овие две категории да бидат сместени овде. Така што однапред не би сакал да коментирам и не е добро и однапред да се коментира од страна на родителите, бидејќи сепак треба да видиме што ќе се направи, колку ќе биде тоа добро направено и на крај да верувам дека сите ќе бидат задоволни од тоа решение. Одземањето на дел од просторот во Центарот за аутизам во сенка го фрли денешниот 2 април, меѓународниот ден, кога треба да се подигне свеста за оваа состојба која станува се почеста. Дефектолозите велат дека од година во година бројот на аутистични деца расте. Првите знаци се јавуваат кон крајот на втората година. Изолираност, нереагирање на надворешната средина се првите симптоми кои треба да го вклучат црвениот аларм кај родителите. Пред 3 години Штип го доби првиот центар за аутизам во регионот. Иако тогашните најави беа дека во Центарот ќе се изгрижуваат околу 20 на деца од целиот регион, во моментот има само 6.
За успешни резултати кои овие деца потребни се и соодветни реквизити, алармираат дефектолозите. Во нашиот дневен центар имаме една сензорна соба, просторија каде што работиме индивидуално и просторија за групни активности. Сензорната соба не е опремена во голем дел со сите потребни реквизити кои што треба да ги има, но се надеваме дека тоа со текот на времето ќе се подобри. Инаку градоначалникот Бочварски денес го посети овој центар, ветувајќи дека ќе ги направат сите напори и обиди лицата со аутизам да ги вклучат во секојдневните општествени процеси. Штипската противпожарна единица со зголемен број на интервенции на запалени контейнери. Од јавното комунално предпријатие ИСАР велат дека за нови контейнери се трошат пари, а тоа се пари на граѓаните. А само да подсетиме дека еден контейнер чини 250 евра, а штетите надминуваат над 10.000 евра. Пепел и жар во контейнери. Грејната сезона се уште трае. Запалените контейнери причина за зголемениот број на интервенции на штипските пожарникари. Според службената евиденција, дневно се интервенира на најмалку 3 вакви случаи. 2/3 уствари од нашето излегување на интервенција опаѓа токму на овие запалени контейнери. На што се должи ова? Најверојатно на несовесноста на граѓаните, бидејќи до само запалување во контейнерите по овие временски услови не може да дојде. Значи овде е една немарљивост, така да кажем, на нашите сограѓани, бидејќи во истите фрлаат пепел кој што е полно со жар и тогаш доаѓа до опожарување на контейнерот. За Штипски ИСАР ова представува дополнителен проблем. Овие контейнери се неупотребливи и мора да се заменат со нови, а тоа чини пари. Ова година имаме преку 40 запалени контейнери. Ако земеме дека цената е 250 евра на еден контейнер, значи тоа е штета околу 10.000 евра. Таа цена е голема, сумата е голема, штетата е голема, значи место за тие пари да купуваме ние нови контейнери, ние купуваме нови, да бидат нови да има изградено, ние фактички заменуваме изгорените контейнери. Граѓаните упорно го тоа прават, бидејќи се поновува многу години назад се поновува, истото се поновува, па редно е веќе да престане тоа. Иако интервенциите се водат како технички, секој излегување на терен значи дополнителни трошоци за Штипската противпожарна единица. А исто така и самото излегување на нашите екипи на терен носат своеврстни трошоци, предизвикуваат, бидејќи мораме да отидеме да го изгасиме, ние действуваме по повик на граѓаните. И нашите екипи се зафатени со овие пожари, а исто времено може да се предизвика многу по-обемен и да не кажем по-опасен пожар на друго место, па екипите губат во време. Од територијалната противпожарна единица апелираат граѓаните да не ги фрлаат остатоците од недогорените дрва во шпоретите во контейнерите. Сега и сточарите ќе почнат да ги палат страништата за пасишта, што значи ќе има повеќе работа за нив. Очекуваат дека со затоплувањето на времето ќе се намалат техничките интервенции на пожарите на запалени контейнери во градот. За другите актуалности. Недостатоците во туризмот ќе се коригираат со европски пари. На располагање се 14,3 милиони евра кои може да се искористат од страна на општините, здруженијата, коморите, како и малите и микропредпријатијата. Небрендирани, непромовирани, недоволен број на сместувачки капацитети или неопремени за туристите. Ова се дел од недостатоците кои што се забележани при анализата што му недостасува на туризмот во земјава. Токму угостителските објекти на издруженијата, општините и фирмите сега имаат шанса со европски пари да ги коригираат овие недостатоци, кои на туристите им болат во очи. Туристичките атракции и центри имаат и проблеми со екологијата. Менаџирањето со отпадот исто така се јавува како еден од големите проблеми кои што би требало да се адресира преку нашиот проект, со некои од проектите кои што ќе бидат финансирани преку нашиот проект. Исто така недостиг на попатна инфраструктура, одмаралишта, информативни бироа, исто така попатна инфраструктура недостига. Од типот на
да речеме попатни стојалишта, не достигаат патокази, така да многу тешко ги наоѓаат туристите, туристичките дестинации. Проектот за локална и регионална конкуренција кој на вториот повик нуди 14,3 милиони евра. Општините и јавните институции може да конкурираат за грантови во висина од 1 милион евра, а ако се здружат неколку општини или институции, грантот изнесува 3 милиони евра. Кофинансирањето е 10% на оние што аплицираат. Друг тип на апликанти за кои што се овозможени грантови се туристичките организации, стопански комори, здруженија на граѓани. За овој тип на апликанти овозможени се грантови во висина од 50.000 евра или 150.000 евра доколку настапат здружено 2 или повеќе здруженија. Очекувањата за кај овој тип на апликанти е да учествуваат со 10% доколку станува збор за непрофитна организација или 50% од побараниот грант доколку станува збор за профитна организација. Нови повик право да конкурираат имат и микро и малите предпријатија, кои доколку аплицираат за проект од областта на туризмот, може да добијат грант во висина од 100.000, здружени пак 300.000 евра. Конфинансирањето за овој тип на подгрант е 50%. Проектот е финансиран од Европската унија во износ од 18 милиони евра. Владата има учество од 3,2 милиони евра, а вториот повик е објавен на 16 март. Неодамна стоматолозите од Македонија и Србија во Штип ги разменија своите искуства, но и тоа дека работат на истите проблеми, а се води борба и против кариесот. Црните дамки на белите заби е сериозно стоматолошко заболување на кое треба да се обрати поголемо внимание, смета деканот на стоматолошкиот факултет во Ниш. Според него, во иднина треба да се подигне свеста кај населението за редовно одење на стоматолог. Над 20% од децата на возраст од 6 до 14 години имаат кариес. Црните флеки на белите заби се повеќе се изразени кај момчињата. Систематските прегледи покажуваат дека девојчињата имаат поголема храброст за да седнат на стоматолошкиот стол. 12% од девојчињата имаат пломбирани заби. Кариесот е најчестата хронична болест со која се соочуваат децата. Стоматолозите сметаат дека оралната хигиена не е на потребното ниво. За жал, штипјани и општо македонците не се грижат многу за оралното здравје. Значи, не се посетуваат редовно стоматолозите, матични стоматолози. Контролите треба да се прават најчесто, значи 6 до 12 месеци. Меѓутоа, значи тоа е еднаш до 2 пати годишно. Меѓутоа, македонците и штипјаните не ги прават тие посети. Така кога доаѓаат на стоматолог? Значи, доаѓаат најчесто на стоматолог кога веќе почувствуваат болка и веќе имаат страф од стоматологот поради таа болка, веќе уште повеќе ги боли кога ќе дојдат на стоматолог. И соседна Србија води битка со кариесот. Пред само неколку дена во Штип се одржа првиот меѓународен симпозиум по дентална медицина, на која присуствуваа професори и студенти од стоматолошкиот факултет во Ниш. Тие истакна дека и кај нив кариесот зазема се поголем замав. Ми смо балканско подручје, така да... Ние сме балканско подручје, така што процентот на кариес и кај нас и кај вас е ист. Мора да се трудиме и да работиме што повеќе овој процент да го намалиме. Исхраната во најголем дел влијае на развојот на кариесот кај децата. Потребно е да се внесуваат намирници богати со калциум, фосфор, железо, магнезиум и флуор. Пожарникарите покрај тоа што гаснале запалени контејнери, имале и други активности. Неделава што измина штипските пожарникари во 2 спасувачки мисии на лица во заглавен лифт во станбени згради. Тројца пожарникари учествувале во извлекувањето на лице во лифт на улицата Белкамен. Втората интервенција е евидентирана во населбата Сењак. Според службената евиденција, двете интервенции за спасување траеле од 10 до 25 минути. Изминатава недела половина час штипските пожарникари гаснале пожар на сува трева и трска во атерот на селото Балван. Силниот ветер во текот на вечерните часови во саботата кон неделата ги вознемири жителите на штипската населба Пребек.
Еден дел од оградата околу кошаркарското игралиште од целината на ветрот се урна. Направена е материјална штета, зашто од јавното предпријатие Стипион велат дека веќе биле на увид. Санирањето на оградата ќе почне од утре. Според директорот Сашко Протогеров нема други штети низ градот од силниот ветер во текот на изминатиот викенд. Продолжуваме со образование. Квалитетот на образованието и автономијата на универзитетите се две главни цели на предлог Законот за високото образование, кој денеска во прво читање беше разгледуван од матичната собраниска комисија. Се работи за целосно нов текст на законот поради нефункционалноста и неприменливоста на актуелниот од 2008 година, кој поради слабости и недоречености досега имаше 21 измена и дополнувања, а само од 2015 е променет 5 пати. Подготовката на текстот почна во јуни минатата година, кога се формираше работна група во Министерството за образование и наука, со вклученост на представници од сите засегнати страни. Од тогаш на јавен увид беа представени 3 насред верзии со цел преку сугестии и окажувања текстот да биде подобрен со прифатливите забелешки. Материјата во предлог законот е опфатена во 16 глави и 228 членови. Новиот закон за високо образование кој што го пуштивме веќе во собраниска процедура ќе биде и соодветна законска рамка која што ќе овозможи автономија на универзитетите, градење на слобода во академското изразување и градењето на секако и влијанието на универзитетите во градењето на политиките. Новиот закон за високо образование е практично еден од најдобрите примери на инклузивна политика, односно градење на решенија заедно во диалог со универзитетите, со оние кои што треба да го применуваат и на кои што практично се однесува овој закон. Во делот за спорт, фудбал и бокс. Екипата на Брегалница на 2 пати водеше против Осогово во Кочани, но сепак на крајот на преварот заврши со подоба на бодовите. Беласица сигурна и со нова победа ја зголемува предноста пред тимот на Брегалница. Во надпреварите од родовот 18 кола во рамките на втората македонска фудбалска лига група Исток се постигнаа следните резултати. Каменица Саса победа во Ландово 7:1, Осогово Брегалница 2:2, Беласица Кожов 3:0 и Плачковица Тиквеш 3:3. Табела: Беласица е прва со 40 бодови, второ место Брегалница 33, на трето место Борец има 32, следуваат Кожов и Тиквеш на четврто и петото место со по 27 бодови, но нешто подобра разлика на екипата на Кожов. Шесто место Плачковица 23, седмо место Каменица Сас 18, на осмото Осогово има 12 и последно девето место за екипата на Победа во Ландово со 10 освоени бодови. Екипата на Китго Пекчево ја продолжува победоносната серија и ја зголемува предноста на табелата пред своите конкуренти. Изненадување имаше во Пробиштип, каде што тимот на Кежовица беше убедлив и оствари значајна победа против Рудар 1947. Екипите на Китго и на Брегалница Голак прикажа изварен игра која беше зачинета со дури 5 голови, од кои некои беа вистински евроголови. Уште во петата минута од преварот Мартин Димовски ја доведе екипата на Китго во водство од 1:0. На 2:0 водство на Китго зголеми повторно Мартин Димовски со гол што го постигна во 40-та минута. Владимир Дуевски во 29-та минута испрати вистински проектил и издадувајќи го гостинскиот голман за зголемување на водството на Китго 3:0. Голот за 4:0 водство на домашниот тим беше дело на Бобан Марич во 31-та минута. Во самиот финиш на првото полувреме, односно во 43-та минута, Дилан Петровски постигна вистински еврогол шутирајќи од огромна далечина во самиот агол на немектиот Бојман Богдановски. Во второто полувреме беше постигнат само еден гол и тоа велемајсторски гол на Бобан Марич во 70-та минута за конечен резултат Китго Брегалница Голак 5:1. Големо занедување направи симпатичниот тим на Кежовица од Ново село, која го декласира тимот на Рудар од Пробиштип, победувајќи го на негов терен со убедлив резултат од 0:3. Еве ги комплетните резултати од ова 17-то коло. Китго Пекчево, Брегалница Голак 5:1, Рударево со 47, Кежовица 0:3. Овчеполе Зрновка на преварот не се одигра бидејќи Зрновка веќе сврлена од оваа лига. И Слоги од 934 Малеш 2:0.
Табела, екипата на Кит Гопекчево е на првото место со 46 бодови. На второто место сега е Кежовица со 27. Трето место Малеш кој има 26. Четврто место Брегалница Голак 24. Петто место Овчеполе 22. Шесто место Рудово 947 20. Седмо место Слогово 934 19 и Зрновка, иако сврлена на табелата, е на 8-то место со само еден освоен бод. И на крајот бокс. Македонската боксерска репрезентација ќе настапи на силниот меѓународен турнир за кадети Емил Жечев, што ќе се одржи во Бугарија. Во списокот на селекторот Петар Чурелинов се и двајца боксери на клубот Баргала од Штип. Македонската кадетска боксерска селекција, предводена од селекторот Петар Чурелинов и тренерот Фатон Салиху, замина за Република Бугарија. Во главниот град Софија од денес па до 5 април ќе се одржи силниот меѓународен турнир Емил Жечев, на кој настапуваат кадети од повеќе европски земји. Во состав на македонската репрезентација се двајца боксери на Баргала Штип, и тоа Елеф Асано кој ќе настапи во категорија до 52 кг и Алпај Демиров кој ќе настапи во категорија до 60 кг. Овој турнир е еден од трите зацртани за нашите боксери пред Европското првенство за кадети што ќе се одржи годинава во Русија. По овој турнир нашите кадети ќе настапат на турнирот Јадран Куп во Будва и на турнир во градот Врбас во Србија. Според информациите од селекторот Петар Челинов, нашите кадети се одлично подготвени и од нив се очекуваат вредни резултати. Овде го означуваме крајот на овој издание на Дневникот на РИС телевизија. Останете во положение со нашата програма. Поздрав и